Продолжуваме понатаму со Слободен печат. Денеска нам е огромно задоволство, секогаш сакам да зборам со овој гостин кој што денеска го имаме во студиото, Ранко Бубамара. Со него ќе зборуваме за тоа што ќе се случува на следната 28-та Златна Бубамара на популярноста која што очекуваме на 19 февруари. Ранко, добро утро, добре дојде во Слободен печат. Добро ве најдов. Да, како сте, добри? Одлично. Значи човекот кој што е задолжен за една од најзабавните манифестации, ако не и најзабавната манифестација во држава, веќе 28 години поред. Да, вака изгледаме како младолики, ама работата си покажува нешто повеќе. Да. Порано не размислувавме за годините, за традицијата, сега како што се наближуваат веќе кои ќе се наполнат 20, 22-3 години на еден успешен проект, гледаме сето тоа да го архивираме на убав начин и многу сме срекни што еве и оваа Златна Бубамара веќе го гледаме дека онака на генералните проби на тоа предлог сценарио што го имаме веќе дека ќе биде едно убаво издание за сите гледачи. Се она што е ново и кое што веќе го прочитав негдека по социјални мрежи, по портали, дека најави дека оваа година ќе трае 3 часа Бубамарата. Да, се надеваме дека ќе трае 3 часа, но секогаш треба 15 минути да ни останат фазла да биде. Значи гледаме минатата година бидејќи малце закаснивме, траеше 4 часа и тоа е малце премногу, тоа е исто како да дојдете кај некои пријатели на слава, на ручек, нели на роден ден и да изедете цела торта, а можело да се помени со едно колаче. Така да ние немаме само 27 Златни Бубамари, туку ако гледаме колку време траеле, дека секојаш двојно повеќе траеле од што треба, значи како да сме направиле 52. Но сепак мислам дека време трењето е важно некогаш, да кажеме, минатата година беше пролонгирано, но бидејќи ова е единствен настан кај што се става толку голема продукција, озвучење, осветлување, огромен оркестар е дојден, целата работа се спрема преку 4 дена, некогаш па ми е криво да не испадне некоја точка, да имаме музичка точка, да ја архивираме и да ја имаме, да остане за Македонија, што се вика, за виднина, која таа цела продукција ставена, да не ја искористиме, да го снимиме тоа и да остане заборавено. Бидејќи еден ден тие последните 15 минути можеби некој ги памти и ги раскажува, но затоа пред тоа што се случило 4 сата е многу убав филм што се доживува во живо. Да, баш е како приказна, секогаш е како приказна од почеток до крај. Има многу материјал оваа година, имаш. Оваа година имаме и тоа ќе биде многу интересно. Слоганот ни е оваа година идеме под мотото Златна Бубамара на популярноста, жирант за добра забава. Тоа е, се разбира што сакаме да кажеме, кога се употребуваат жиранти и кој треба да плаќа кредити, кој се задолжува. А втората варијанта е, мислам, главното мото на оваа Златна Бубамара на популярноста, така ни направени постерот, значи вештачка интелигенција за владата, а природна забава за народот. Бидејќи многу се збори сега за вештачка интелигенција, и Америка и Трамп сака да инвестираат $500 милиарди за вештачка интелигенција, а мислам на луѓето и на нас овдека во Македонија и на сите телевизиски гледачи широм светот, во диаспора и други, им треба една нормална природна забава што е создадена за душата на човекот, нели што треба да биде, затоа постои музиката, хуморот, представите, убави вицови и се што треба да биде. Така да ова ќе биде многу природна, убава Златна Бубамара. Не верувам, а секогаш е така. Знам дека е тешко да одделиш, меѓутоа пред да се насочиме ајде малце да ни откриеш нешто што ќе има на оваа Бубамара, да ми кажеш имаш ли омилена Бубамара, имаш ли омилени моменти, омилени пеачи, гости, нешто кое што онака ти останало како таа Бубамара ми е врв. Па секоја година чувството после Златна Бубамара кај гледачите, леле, што направивте оваа година, што ќе правите следната година. Некои луѓе као да се плашат од успех или ако направите една добра, дали следната година ќе имате идеја да го постигнете ова што го направивте на изминатата година. Ја за среќа имам идеи за наредниве 3-4 години што се вика, веќе имам замислено некоја конструкција што се вика. И секогаш мислам дека чувството после од кога ќе заврши Бубамарата оваа ви беше најдобра. Така е кај гледачите што ќе правите следно. Но ја секогаш се радувам на леснотијата и на начинот на кој подготвуваме Бубамара. Значи многу попразнично расположение додека сега разговараме со сите луѓе од музиката, од културата, луѓето што ќе настапат, нели, тие што ќе добијат награда. Барем во последниве 20 години имаме искуство и јас сум малце позрел.
за да може тоа да го направиме во комплетно задоволство и уживање и на нас како организатори, и ја како режисери, и како сценаристи, и на сите учесници што ќе дојдат тука, и тоа мислам се гледа на страна. Задоволството е кај луѓе што сакаат да учествуваат на културен настан. Задоволството е кај тие што сакаат да бидат покровители на настанот, да кажеме сакаме да учествуваме во некој настан што е важен за културата во Македонија. Некои се само помагатели на друга страна. Другиот е волонтер што сака да учествува, да ги сместува гостите. Сите деца што биле, да кажеме, започнавме со волонтери од 18-та Бубамара, од кога се преселивме во Метрополис арената. И од тогаш имаме 40-60 волонтери. Тие се веќе успешни млади луѓе кои тогаш биле можеби студенти на Финки, на Електро, други се дојдени од странство. И сега се веќе тие зрели луѓе, но тие се супер успешни и пак сака да дојдат. Дали сега како компанија, дали повторно, нели, ајде да учествуваме на некој начин. Значи, највише се радувам на луѓе што сакаат да бидат волонтери што сакаат да учествуваат во нешто многу големо. Дали тоа било голема еколошка акција, дали е тоа Златна Бубамара и така натака. Значи, тие се луѓе што сакаат да дадат максимум од себе и да искористат младоста и моќта дека може да собра. А немаат ништо за возврат? За возврат имате едно задоволство, бидејќи вечерта легнува... Мислам, финансиски волонтери се, нели? Да, не. Значи, пред се, затоа е и Златна Бубамара успешна, бидејќи сите на свој начин допринесуваат за нешто што треба да е големо и убаво. И таа енергија, ако ќе се спои на 6000 луѓе во публика, 300 што учествуваат, уште 150 што навиваат и пола милион луѓе што се, нели, што ја очекуваат ТВ снимката на Бубамара, тоа прави еден убав настан и стварно и јас сум среќен, еве пред некој ден имаше реприза од минатата година од Златна Бубамара, ако споредиме све што има, све што гледаме на телевизиските екрани од Македонија и на сите телевизиски екрани од светов, нашо може да го кажеме дека може да влезе во куп на шампиони, дури да освои прво. Така е, може да се носи апсолутно. Може да видите Сан Ремо дека е преголем гламур, дека тој зле убавно, таму се 400 луѓе, има своја моќ. Имаме друг фестивал што е голем екзит, да кажеме, што не можеш да го видиш на телевизија, не можеш да го почувствуваш. Но ако сакате да почувствувате културата што е на еден народ и на сите луѓе што се од Балканот во музиката во свет, тогаш Златна Бубамара мислам дека нескромно е да кажем, но сме меѓу првите. Да, апсолутно. Дарко Панчев, Илија Најдовски, 91. Одлично. Кажи ми, Ранко, оваа година имаме кандидати доволно за Бубамара? Има доволно избор да изберете пејач, пејачка, концерт, што се има, сите награди. Па малце, искрено да кажеме дека македонскава сцена, сега за разлика, значи на нас ни фалат млади пејачи, и многу, мислам и во светот фали тоа. Ние ако гледаме дека ако е најпопуларна во светот сега Дуа Липа, гледаме дека половина од незините фрази, песни, слично се позајмени или запишани, нели, како аранжери од некоја друга песна. И тоа изгледа препознатливо за луѓето и тотално е неважно за нас како слушатели, важно ни е убаво кога ја слушате, да кажеме, таа музика што сакаат луѓето. Па и Ед Шаран и Елтон Џон, нели, сите прават нешто да преработат, да видат да прават. Значи, генерално во светот има криза со музиката, затоа може да се развиваат други правци. Ако е поп музиката во криза, и електронската музика е многу полесно да се направи, идеме на некој синтетички звук супериорен кај големи диџеи како што се, нели, Дейвид Гета и така натака. Тоа е една сцена, но затоа имаме уште 40-50 сцени, етно музика, джез и така натака. Значи Националниот джез оркестар. Да, минатата година имаше одличен настап и баш ни беше драго, нели, што испадна да се формира таков оркестар. Луѓето навиваа за нив во секој случај и кога дојдоа на Злата Бубамара направивме одличен момент. Едната песна беше Сол Боса Нова од легендарниот Квинси Џонс, нели, неговата најпозната, и најважно што он има настапија со Рамбо Мадеус. Го представи Рамбо Мадеус во најдобро светло, но во исто време тој микс од 10 минути на некој начин им е драго и на джез оркестарот, и на Рамбо, и на сите љубители на музиката на Балканот. Гледам сега поставянето на YouTube каналот на Бубамара, нели? И ке Рамбо, и дека коментарите се одлични, со што тоа значи дека нашиот джез оркестар и Златна Бубамара заедно со Рамбо Мадеус добиваат едно високо убаво мислење кај сите луѓе што се занимаваат со музика. Уствари тоа е поентата на Бубамара, дека Македонија не е земја каде што немате универзална сала, дека не е земја кај што е
убедливо секогаш најзагаден град во светот, дека не е земја каде што не знам, сите фабрики може да те трујат и рудници кај што се става се и се што, нели? Туку напротив дека е земја каде што може да се одржи културен настан, каде што има убави луѓе во публика и тие исти луѓе сакаат да се борат за некои поубави вредности, значи. На некој начин, некои не се во публика, не се сите добри. Ама кога гледаат луѓе во Америка, нели наши виселеници, кога не гледаат нели тие не само што се селени, него и сите други на Балканот и ова Македонија, значи ние не сме последна паланка во него во културата сме број еден. Ако добро се организираме, ако имаме подобра сала, ќе изгледаме и поубаво. Така, ако имаме поише пари, и поубаво ќе се влечеме. Ама не е важно, тоа гламурот на Бубамара е број еден. И да ви кажам искрено, ова не е така како магија дојде овие наместија. Значи, Злата Бубамара е скап проект, генерално, бидејќи тука е најдоброто соучење што може да се најде од тука до Љубљана. Што нас е во потреба. Ја не сакам оние светлосни ефекти премногу да биде како саем за електроника или за светлечки моменти. Сакам да има доволно светло колку што треба да се покаже точката. Тоа му прави на човекот добро чувство. Можеме, ако имаме подобри камери, да кажеме, да изгледаме подобро, ма тоа кошта едно изнемување на такво возило, да кажеме 80.000 евра. Ние идеме малце поскромно, многу поскромно да. Значи се трудиме за секој гостин што ќе дојде да има вода, Пролом вода ни се стални спонзори, чоколадце, навака, на секој начин да се изгледаме убаво, бидејќи пред нас е голем културен настан. И среќа имаме така помагатели, луѓе што навиваат за нас, така. Тоа е важно. Да навиваат луѓето за вас и кога сте млад, и кога сте зрел, и кога сте најдобар. Македонија е таква земја што у секое време сакаат да направат некоја сопка, итро се борам да останеме достојанствени, да Злата Бубамара да ја задржам, да не бидеме некој што ќе се продадеме за ситно или да попуштиме на притисок било каков. Никако само да не може бидејќи толку е, мислам дека треба да се чува сега. Значи секој што сака да се наметне од згора, некои своји услови да постави се гледам подобро да се трне, па и било каква цена да е. Значи и затоа на некој начин успеваме да го задржиме нивото, зашто за 10-20 години некој сито задоволство или тоа ако ќе му попуштиш на некој, кога сме биле помлади сме попуштале. Ја конкретно. И на крај ти е криво бидејќи доаѓаш до еден неблагодарен човек што си направил да кажеме услуга, после тоа те коштало тебе 5 минути во приредбата и така натака. Уствари еднаш до два пати може тоа да помине. После тоа гледаш дека тоа е неблагодарно и многу ни е важно бидејќи луѓето навиваат за нас и очекуваат, значи барем тука да имаме еден столб кај што може они да слушнат вистинска сатира, да не поддржат и таа поддршка не сме да ја продадеме. Нели? Тоа е важно. Тоа е најважно. Ајде сега да ни откриеш некој деталче. Нешто ситно сега, јас знам дека ретко откриваш, меѓутоа ајде еве за животно дело секоја година ги даваш. Не, никогаш ретко кога откриваме, не за вас сега ќе имаме ексклузива, комплетна ексклузива, значи Злата Бубамара е тоа. Сакам да кажам дека Бубамара ќе почне во точно 20 часот и 5 минути. Каква ексклузива? И ќе заврши 23:15. После тоа кој најде такси ќе дојде, може и пешки да се дојде. Генерално не сакам да ја откривам целата приказка на Златна Бубамара, доволно е за тие луѓе што сакаат да си замислат нешто да биде, дека ќе биде природна забава за народот, а дека ќе збориме и за вештачка интелигенција во владата. Добро. Некој да кажеме, да. Ајде кажи некој лик. Значи, животно дело стана ќе има награда, специјална награда ќе има за нашиот познат ликовен уметник, многу популарен, сите го сакаат, Миро Масин. Одлично. Така, значи еве во делот на уметноста, на ликовната уметност, во име на градскиот живот за слично, Миро ќе биде еден од тие што ќе ја добија таа награда. Таа награда ја даваме на секој 4-5 години, значи пред тоа бил Чемерски, да кажеме, Киро Урдин. Значи еве дојде време и за Миро и на 2-3 години, ако имаме таков голем уметник, како некој од другите, тогаш ќе дојде и он. Тоа е околу другиот дел. А се друго, мислам дека е убаво да филмот ни трейлерот да не го гледаат за Бубамара, за да кажат стварно ли ова вака. Мислам, таа емоција сакам да ја задржам и обично не сакам да раскажувам и не сакам ни да гледам во последно време како е направен филмот кога Джеймс Бонд лета, не знам, со авионот, а уствари он не летал во некој студио. Таа магија е најубаво и да не ја знаете. Ама доволно е да знаеме дека во филмот ќе игра Роберт Де Ниро.
И тоа не е потребно. Тоа е за да дојдат да се продадат карти, бидејќи ние немаме потреба за продажба на карти, иако тоа е, да кажеме, ние не ја рекламираме Бубамара сега, имаме останат уште 800 карти, последните се пуштени вчера, мислам 1100, сега ама више ќе се продаат денеска. Значи 800 последни карти ги има и луѓето што сакаат да купат, нели, за 1000 денара може да дојдат слободно на Злата Бубамара, да си дојдат и да уживаат. Ако мисля дека треба да го помена таму време. Така, да видите. Значи немаме потреба, значи да е филм што мора да направиме представа во 16, во 18, во 20 часот, дојдете, гледајте го, тоа е добро. Тоа е лесно, пуштаат плей и ова се случува само еднаш. И уште еднаш на генерална проба, кога може да видат и кај се греши. Така. Ова кога е Златна Бубамара, нема потреба да го... Да, е така. Добро, и да раскажуваме магијата. Нека се разбере после тоа и кој како сака ќе си го разбере. И така. Со оглед на сите случувања кои што ги оставивме зад нас изминатава година, сите чуда и циркузи што се случија, мислам дека ќе биде интересна во Амара. Ќе се потрудиме. Генерално за нас последниве 2 години, мислам дека луѓето се малце презаситени од политичари и од политика и од таа политичка сатира. Не е тоа дека ние се повлекуваме, не сакаме да кажеме, да приемаме, може на поинаков начин да се каже. Важно е на Злата Бубамара да биде и малце духовито, смешно и да биде интересно. Иначе, кога е човек болен, да кажеме, рак, предумирање, не можеш да правиш сатира со него. Мора да е многу јак, многу моќен, у моментот да сака да се прчи, нели, да се гледа, тогаш е убаво. И со здрав човек можеш да правиш све. Со паметен човек исто може да се прави така. Иначе кога ни е тешко, мислам дека треба да го правиме хуморот за да ни олесни, а не за да биде тоа. Значи, напротив, и затоа Бубамара е интересно, за кога се вратите на назад 5, 10, 15 години, може да видите кој дух лебдел кај уметниците и каква била ситуацијата на политичката сцена, да кажем. Секогаш убави насмеани луѓе, така и оваа година ќе биде. Ранко, ти благодарам на одвоеното време. Значи, ние ќе бидеме таму, ќе се видиме, ќе се дружиме, уште еднаш нема потреба да рекламираме, меѓутоа 19 февруари во 20 часот во арената Борис Трајковски и билети, ако успеете да најдете во цвеќарница Розе Веро 2, купувате билети и цвеќе, доаѓате дома расположени, или обратно, барате од вашиот сопруг, нели, да иде да купи цвеќе, а успут да пројдат и Бубамара, така да две работи може да се спојат, и забава и романтика. Супер, фала ти уште еднаш те гледам. Ние продолжуваме понатаму со Слободен печат, останете со нас.